гласањето у гласачката кутија, сте сами со својата лева или десна рака и одлучувате без разлика на тоа кој колку е јак теоретски или кој повеќе го има на телевизија. У принцип, целта на нашето делување е ова, комуникација со секојдневни луѓе како нас и размена на мислења како да одиме понатака, затоа што видовме дека сите можни варијанти во досегашните 30 години на независност ни пукна у фаца и мораме нешто да правиме сосем скроз друго и скроз ново, што никогаш не е пробано. Знаеме дека ќе биде тешко, ама некој мора да го направи. И сега тука сакам да ви го представам и третиот наш панелист, или сам нека се представи, тоа е Игор. Не го гледате често, ама многу спотчиња и многу клипчиња што се направени, банери за нашите емисии, се токму негово дело. Не знам што очекуваш јас да се представам повеќе од ти што кажа. Да, јас сум Игор, здраво, активист на Движење бойкотира. Не сум толку јавно изразен. Повеќе. Да. Добро, да не должам повеќе. Фактички, Игор, малце да се нашалам, излезе од плакарот. Ти денеска, кога сме више на тие геј тематики, излезе од плакарот заедно, како активист на Движење бойкотирам. До сега беше срамежлив и во позадината, еве, уште еден наш поддржувач доаѓа на точак, што значи дека промовираме здрав живот. Значи, ништо идејата беше генерално да имаме една средба вака да се видиме во живо. Со доста луѓе се познаваме само преку интернет и нас многу ни префрлуваат дека вие сте Facebook активисти. Значи не е нешто реално тоа. И значи она што сакавме ние да покажеме дека сме луѓе од крв и месо, постоиме. Значи и затоа го изваивме Игор од плакарот, за да знаеме дека значи не е само леѓа, не сум само јас, не е само Никс. Имаме и луѓе кои што се фактички скелето. Да. Скелетот на организацијата, имаме луѓе кои што во скелетот на организацијата ни помагат да фактички да имаме емисијата и да го имаме тој домет што го имаме колку што е мал голем на социјалните медиуми. Иначе, значи вечерва идејата е поќе да имаме дискусија и сакаме само прво да представиме што е поентата на движењето генерално, уште еднаш да повториме, да ги потврдиме главните цели на движењето и што е тоа за кое што се залагаме ние. Значи пред да почне ова, имаше луѓе што врвеа тука и спрашуваат што ќе биде ова човек. И сега му кажувам, Движење бойкотирам политичка, неформална политичка организација. Што ќе правите? Ќе поништуваме. Значи не признаваме ништо. И мислам, доста луѓе што помина, доста дефетистички, доста, замината работа е, не може никој ништо да направи, вамте, некои такви работи. Ние сме тука да кажеме дека ако се тројца останати во Македонија што ќе терат ова работа и ќе туркат до крај, значи ние сме тие. Ако сме и да сме последните, ќе видиме ние што ќе туркаме. Не мислиме дека е се изгубено, не мислиме дека е ништо изгубено. Значи цело време се менват работите. Да му кажеше некој пред за да 50 години дека Германија ќе се обедини, пример. Или да му кажеше некој на Југославија дека ќе се распадне. Никој немаше да верува. Значи, буквално по контекстот политички светот цело време се менува и се менува само со акција на луѓе. Не се менува од предавање и велење готово замина работата. Се менува, не треба многу луѓе, само неколку души доволно будали да станат и да речат не бе, јас ова не го признавам. И буквално мислам, тие треба се спремни на се, значи нас не викат грди копилиња, буквално целокупната политичка каста ни објави војна. Мислам, Да. И сакавме само да почнеме на еден начин вака да комуницираме подиректно со луѓето и да кажеме дека
Значи ние сме тука да целокупниот наш интелектуален, физички, професионален капацитет да го ставиме во служба на борбата да ја вратиме нормалноста во Македонија. Еве сега ќе му дам збор на Сашо Панговски, доктор Леđa, да ни каже малце за генералната идеја и нашите цели. Пали. Вака се, ја ќе се навратам, јас сум дојден од Скопје, можда као Скопјанец тука да ви кажам некои работи, али сум у принцип од село Ѓорче Петров, селјак, и иден кандидат за градоначалник на таа општина. Знаеме дека ситуацијата е тешка, дека луѓето се измрцварени од секојдневни економски проблеми, политички притисоци на работа, дома, немаат стандард доволен за да го уживаат животот без проблем, но сето тоа, ние сме тука да ви кажеме дека сето тоа само ќе станува полошо и полошо во ако останеме што подолго Северна Македонија. Ние прифаќаме дека во сегашниот момент не е потребно да се шири дефетизам, но не е потребно ниту да се гајат преголеми надежи во нешто што сега изгледа од оваа перспектива како нереално. Значи, колку и ние да сакаме, колку и да пишуваме по социјални мрежи, да апелираме на некоја хуманост на луѓе, да апелираме на хуманост на меѓународната заедница, факт е дека нас, први во светот, насилно ни беше сменето името вон сите светски стандарди за човекови права. И сега ситуацијата е таа во која што сме. Од оваа ситуација, следна работа што видовме е дека нема да не извади стандардна политичка акција. Тоест, да најдеме некоја партија од овие што се постоичкиве на политичкото небо и едноставно сите ние да ги дадеме гласовите и таа кога ќе победи да ни го врати достоинството. Тоа колку и да изгледа лесно и убаво на око, тоа е неостварливо, затоа што ниедна од постоичките партии кои се на македонската политичка сцена не ви го нуди ова. Затоа ние решивме да направиме нешто нестандардно, тоа е едно неформално политичко движење кое овие теми пред се ќе ги држи живи. И во почетокот не обвинуваа дека ние сме само тастатура патриоти, нели она што рече Перо, дека сме само на Facebook, само вамо, само тамо, но верувајте, беше потребна многу голема храброст со име и презиме, лик и 3 пати неделно да искачаш и да кажуваш работи кои на прва рака не се многу прифатливи и не се предмет на конфликт. Значи да кажеш дека овој не е таков како што ти си го замишљал, оној. Првата година ни помина во конфликти за да им објасниме на луѓето дека многу од тие ликови што они ги гледаа како спасители не се баш тоа. И еве после 2 години скоро во септември 2021 правиме 2 години од нашиот политички ангажман, ќе повторам, од наши пари, од наш джеб, бесплатно. Се што правевме до сега е на некоја волонтерска база и од наша волја потекнато и од наш инает и од наш стремеж кон некоја подобра иднина, не за нас, туку за нашите деца и за идните генерации. Сите сме фамилиарни луѓе и сите имаме, верувајте, многу попаметни работи во недела навечер да правиме отколку ова. Но, ако никој не се зафати со ова што го правиме, ниеден од нас нема да биде вака за 10 години слободен да шета, затоа што стандардите ќе паѓаат, се поголема сиромаштија ќе дојде, затоа што не водат неспособни, бездостоинствени полтрони. Ако дозволиме полтроните, кои се гласното малцинство, да ја водат државата, си ја заслужуваме својата судбина. Ние сме овдека да покажеме дека денеска, во денешен ден,
и во денешно време ни е потребен индивидуален акт на храброст за да докажеме дека Северна и нејзините глупости се рушат многу лесно. Се што треба е само волја, која за жал на постоечката политичка сцена ја нема. Значи се нема ни волја, ни храброст. Ние мислиме дека ги имаме двете и ќе се обидеме веќе на предстојните локални избори. Еве јас можам да ви кажам, најверојатно се од луѓе во што слушаат околу, многу мина не се запознати. Јас мојата кандидатура за градоначалник на Ѓорче Петров ја темелам примарно врз тоа дека на првиот ден ќе тргнам таблата од општина Ѓорче Петров кај што пише Северна и ќе ставам Република Македонија. Па потоа нека дојдат тие што мислат дека треба да го спроведат законот врз мене, нека го спроведат. И тоа ќе се случи на територија на цела општина Ѓорче Петров доколку бидам избран. Би сакал да може поинаку, би сакал да може со политички средства, но гледате со какви бараби имаме работа и на единствен автентичен одговор на македонецот е на сила да одговори со сила. Како што на сила и неправно ни беше наметната Северна, така јас, буквално еве пред вас тука и на камера, ветувам дека Северна, ако имам шанса, ќе ја снема од општина Ѓорче Петров, како, а ова знаме што е пред вас, ќе биде на јарболот на општината. Па нека дојдат, нека ме затварат или што и да мислат да ми направат. Друг пат нема, инает, храброст и решителност. Ако мислите дека некој некаде ќе не сожали и ќе се повика на некој си акт каде што тоа е неправно, нема тоа да се случи. Мораме ние да го инфликтираме, да го запалиме тоа жарче, каде што ќе речеме зашто ја тргаме таблата Северна, зашто не ја почитуваме Северна, затоа што тоа е неправно и тоа е силеџиски наметнато. Само така можеме да успееме и ова е начинот на нашето делување. Сега може малце ви личи како некој политички собер, ама ние ќе сакаме да ги направиме работите како што треба, со столчиња, со се и да се видиме, но ова не мора да значи дека ова е единствен начин да не контактирате. Секој што има желба да ги слушне нашите ставови, може да не повика во секое време на социјалните мрежи, да не исконтактира на сајтот, на страната на Facebook и ние ќе бидеме, ова лето ви го посветуваме вам. Ако нема доволно луѓе што се храбри, не вреди ни да ја спасуваме Северна. Ние мислиме спротивното, да ја спасуваме Македонија. Ние мислиме спротивното, дека Северна е многу лесно да се скрши, само треба волја и истрајност. И ние тоа ќе се обидеме да го направиме. Тоа е нашата политичка прагма што ќе се обидеме да ја спроведеме ова лето и да ја имплементираме на локалните избори на повеќе места. Значи, ова што го зборува Сашо не е само за во Ѓорче, значи ние се обидуваме да формираме алтернатива и да му дајме на луѓето алтернатива за гласање во сите места кај што можеме да најдеме луѓе кои што се волни да излезат со нашата платформа за настап на локалните избори, што не е платформа кај што ние планираме некако да соработуваме во власта, фактички во локалната власт. Значи нашата единствена платформа е субверзија на државата. Значи треба да разбериме дека сега целта на окупацијската власт што имаме сега е да ја одржат Северна по секоја цена. Значи тие знаат дека Северна му е на стаклени нозе. И затоа никој од нив ни одустане му излегва зборчето Северна. Значи цело време викат Македонија и дури, како се вика, се извинуваат кога ќе речат Македонија. Значи нив му е јасно дека дури ни меѓу нив што ги гласале, дури и меѓу нивните роднини пријатели нема поддршка за таква работа. И му е јасно дека тоа е неодржливо. И сега планот е да глумиме лудило, дури доволно луѓе не се помират со ситуацијата и да фактички да престанат да се бунат. И ние сме тука да кажеме дека таквото привидно функционирање на државата,
кој што ние сите гледаме дека реално не функционира. Значи не сме да му се дозволи такво привидно функционирање на државата и за жал, како што рече Сашо, немаме луѓе во моменталната политичка сцена кои што се подготвени да ја обструираат ова држава, за да престани да глуми лудило. Значи, она што го кажа Сашо и она што е нашата политичка програма во смисла на локалните избори, онаму каде што ќе се кандидираме, е буквално да влеземе за да ги обструираме, за да не му дозволиме да глумат business as usual. Затоа што не може да има држава онаму кај што не се почитуваат законите. Таму не може да имаш имот, таму не може да имаш своина, значи не може да имаш никаков договор со никаков друг човек. Ако во било кој момент тој договор може некој со доволно политичка мој да го погази. Значи првото што треба да го направиме е да оневозможиме нормалното функционирање на Северџанистан. Ние, значи, она што можеме да го направиме надвор од институциите на Северџанистан, се обидуваме да го направиме преку вакви средби, преку нашиот подкаст, преку пишување, преку глупави мемиња на речи го на интернет. Значи буквално сите можности што ни се на располагање се обидуваме да ги користиме и локалните избори ги гледаме како уште една можност фактички да фрлиме еден штраф во машината за да може таа што побрзо да се уништи, за да вратиме фактички владењето на правото и да вратиме државата која што ние си ја градевме пред да се случат сите овие работи и од надвор да ни наметнат како се вика некакви правила, некакви измени што не ги прифаќаме. Значи тоа генерално сакав да го кажам, дека ова што го кажува Сашо, ние се обидуваме и во Битола да го направиме, тешко оди, ама ви ветуваме дека значи на локалните избори во Битола ќе има алтернатива што е промакедонска, што нема да глуми колаборационизам, нема да ве убедва дека треба да прифатите некаква реалност која што вие знаете дека нелегално беше наметната над нас и значи ќе ви овозможи да го дајте гласот за некој што принципиелно ќе се држи за овие ставови. Сакам нешто да кажам, сакав уште преска да се надоврзам на Петар, ама ова за жал не е подкаст кај што не можам да го прекинам усред мисла, така да ми требаше микрофонот. Луѓе, имате вие сега страшна ситуација пред вас, значи не само што имаме северна наметната од некој прокси непријател кој го викаме СДС, туку сега ви се нуди втората опција прокси пријател, значи некоја партија друга која за 30 години, за 50 години во Европска Унија ќе го поништела договорот. Мора да сватите дека тоа е пострашна лага од оваа првата, каде што овие ви викаат дека северна ние ја донесовме и нема бегање од незе. Пострашната лага е да живееш во некоја бајка дека за 30 години некоја партија, кој ќе влеземе ние во Европска Унија, ако некогаш влеземе, како што гледаме тамо многу не сакаат, и вие треба буквално она Петар што го рече да речете па добра се, што ќе се тепаме сега, кога за да си ги чуваме куршумите за 30 години. За 30 години, другари мои битолчани, нема вашите деца ќе имаат, ако денеска немате деца, вашите деца ќе имаат 30 години, ние ќе имаме 60 години, нашите татковци и мајки нема да бидат свесни, нема да бидат живи, ќе се родат и воспитуваат во училиштата генерации и генерации, значи 30 генерации првачиња на кои северна им е единствено нешто што знаат. Останува само на нашата иницијатива како родители. Но колку ние можеме да се спротиставиме на организиран систем и децата да им викаме по дома вие сте македонци, може 1, 2, 3, но тоа со тек на време ќе испаднеме ние само чудните старци кои чудно ја нарекуваат сопствената земја која реално името е северна, така ќе ги учат во школото. Значи ако што побрзо ние не преземеме нешто и него прекршиме овој
циклус, овој магевсан круг, каде што некој ни вика дека некогаш во иднината пак ќе бидеме Македонија, ама тоа не може сега, затоа што некоја сила ќе не бомбардирала, некој не знам што ќе ни направил, ќе ни ги затвореле границите, нема да можеме на плажа у Грчка да идеме. Ако сакаме држава, мораме се што ќе ни биде фрлено пред нас да издржиме. Што ви нудиме ние? Да не морате вие да издржувате. Значи ние ќе ги примеме тие куршуми врз нас. Значи дали како кандидати за совет, дали како кандидати за градоначалник, ние ќе скршиме Северна од внатре од системот. Затоа што од надвор не гледаат само како некој фолклористички некои будали, како некоја грешка во системот, а гледаме што ни се случува. Репрезентациите на Северна идат на европско, на светско, во ракомет, во вамо, во тамо, се е тоа луѓе промоција на Северна. И што подолго го одолго влекуваме процесот на да си признаеме дека Македонија веќе не постои и треба да ја вратиме. Значи треба да ја скршиме Северна. Се потешко ќе ни биде. Ако мислевте дека не дозволувајте да ви продаваат приказни, дека се што не чини, еве гледам сега од најголемата опозицијска партија, јас сум нивни голем критичар, велат ние кој ќе победиме, економијата ќе зајакне, не знам што ќе зајакне, правото ќе има право, ќе има правда, ќе има социјална правда. Како е тоа можно да го ветуваш во Северна, не ми е јасно, затоа што Северна не е држава створена и конструирана да успее. Северна денеска функционира на шкрги. Единствен приход во буџетот на Северна денеска се мини маркетите, пошто мора да се јаде, тоест маркетите и сообраќајната полиција. До кога така ќе тераме? До кога мислите дека Северна може да издржи на вакво, на овие шкрги да дише? За да имаме земја која е почитувана, која е партнер на другите земји во светот, треба да си го вратиме достоинството, тоест името и се што ни беше насилно земено 2018 после референдумот. Секој сака да соработува со друга држава рамноправна на него. Никој не ке територија како Северна, никој не сваќа озбилно. Гледате дека за нас нема нити вакцини, нема нити кредити. Последни сме во редот. Живееме од донации. Ако Северна била конструирана да успее, до сега ќе успееше. Ние не сме против Северна затоа што не ни се свиѓа името или сме емотивни кон старото име. Ние сме против Северн и тоа е една од причините, но најпрактичната причина е затоа што секој ден во секој поглед ние назадуваме на секое поле. Денеска има многу помалце правда од пред 5 години, многу помалце пари од пред 5 години, многу помалце инвестиции од пред 5 години, многу помалце се од пред 5 години. Се она што ни ветува во убавите спотови кога ветераа на референдум, исчезна како дим. Не постои. Значи, ништо од ветеното за Северна нема. И сега, пред недела дена, брутално ви беше кажано дека ЕУ е некој затворен круг во кој Северна во догледно време ќе нема пристап. А да ве подсетам, пред само 5 години имавте, пред само 6 години имавте пасоши на кои пишеше Република Македонија, бевме Република Македонија, бевме почитувани и немавме визи со ниедна европска држава освен со Велика Британија, со Англија, да видам, која што во меѓувреме излезе од Европска Унија, патувавте каде сакате со визер за 20 евра до Барселона. Многу мина од вас за прв пат отпатува пред 6-7 години негде подалеку од директното соседство. И сето тоа го уништивме продавајќи го достоинството. Зашто? За ова што сме денеска. Значи, оваа држава не е створена да успее. Колку по-брзо го разберете тоа, толку подобро за вас сега и за вашите деца во иднина. Затоа што без ќе завршам со еден цитат од вчера, како што му порачав на Мицковски. Нема социјална држава без држава. Нема правна држава
без држава. Нема богата држава ако немаш држава, човече. Која држава ќе ја збогатуваш? И тука би завршил. Фала на вниманието. Значи, сега сакаме ние поќе да биде ова диалог отколку нешто ние што кажуваме. Значи имаме микрофон за секој што сака нешто да не праша. Значи тука сме да одговориме на било какви прашања, незгодни, згодни, значи било какви. Ако сака некој да се вклучи било што да не праша, значи склучувајќи мислење да кажи за ситуацијата. Значи ако сака некој повелете, значи не е морално, али да. Добро, мислам ние можеме да збораме како навиени. Навикнати сме ние, ја 4,5 сати емисија правиме, така да. Значи генерално тоа е поента што сакавме да направиме, дека не треба да се губи надеж, дека многу луѓе велат вие немате луѓе, немате организација, немате штабој, немате фактички логистиката на големите партии. Значи мора да разбериме дека токму таквите организации се оние што го возможи овој инженеринг да се случи. Значи не може да контролираш една партија со незиното целокупно членство доколку немаш управни тела на таа партија. И ние со движењето буквално сакаме да го избегнеме тој момент и затоа сме толку децентрализирани и во многу случаи самите влегуваме во конфликти. Значи ние сме многу различни луѓе, имаме многу различни сваќања, ама за овие важни работи, значи владење на законот, враќање на Македонија во ситуација каде што не е прекршен уставот, не се прекршени законите, значи во правен еквилибриум, тоа е нешто што е заедничко за сите нас. Имаме активисти низ цела Македонија и значи тоа е планот со вакви средби да поминиме секаде и фактички да искомуницираме со сите поединечно. Знаете што не прашуваат сите? Па добро ве, чим имате вие активисти секаде, што не регистрирате партија? Одговорот е многу едноставен. Буквално партијата како структура е виновна за ова што го живееме денеска. Што треба вие да направите за да направите партија? 1000 души да се потпишат за 3 месеци. Ние можеме многу лесно да најдеме 1000 души, секој по своите роднини по 10 души да натара се потпишат и ете ни партија. Но што е проблемот? Проблемот е што партијата не функционира како оружје и како ефикасна борбена машина против овие работи што ни се случуваат нас. Што може, например, партијата ВМРО ДПМН да направи? Да речеме дека има 200.000 члена и 200.000 да се согласиме теоретски дека сите сакаат утре да се поништи Северна. Како тоа ќе се направи? Никако, ако Мицкоски го нема тој став. Структурата на партијата е таква, каде што раководството е тотално одвоено и се среќава со луѓето само на организирани. На секоја партија, не зборам само за ВМРО ДПМН, ќе соберат 50 души од локалниот штаб, ќе дојде тука Заев, Мицкоски, Соза Грчева или не знам кој, и ќе ви збори јас сум за ова, јас сум за она, но вие реално не можете да влијаете на нивните одлуки. А на нашите многу лесно можете со едно кревање на телефон или на месенџер да не побарате. Ако имате партија која е пирамидално структурирана, притисокот треба да го направите на врвот на пирамидата. Тоа е најтесното раководство. И верувајте, ако било кој од овие постоечки партии го викнат на калето и му се заканат со не знам било што, таа партија без разлика какво мислење за нештото имаат нејзините 100, 200, 300.000 членови, таа е приморана да го прифати она на што ќе се согласат нејзините големци, тоест врвот на партијата. Кај нас таков како движење, таков притисок е невозможен. Возможен е индивидуален притисок врз мене, врз Петар, врз Никс, врз Игор, врз Елена, врз сите, но не можете тој притисок застанува на едниот човек. И
Кај нас од личната храброст зависи така сме структурирани да не можат движењето поинаку да го оцрнат. И мислиме дека е ова единствен начин на борба, некоја партизанска, нешто слично како партизаните и комитите. Они немале класични формации борбени, но биле многу ефикасни во тоа што го прават, со заседи, со разни цело време да не завртат еден против друг. Значи, еве ќе ви кажам како работи притисокот на како да кажам, на политичката каста врз едно дистрибуирано движење. Значи, тие наместо, ако е во партија, тие го фокусираат притисокот према централниот одбор на партијата, ако го убедат председателот и централниот одбор на партијата, убедена е цела партија, така рачунат. А сега кај нас да преземе. И не може никој ништо да преземе. Значи, членството е немоќно. Мицкоски вика или Заев вика, од денеска сме за Заев, еве ќе го земам да не биде само мислам. Од денеска сме да го смениме името и гледаме уел. Немаш ти избор како член да речеш чекај бе Мелце, не сакам јас името да го сменам. Толку решиле они горе и ти можеш само да бусташ и се ставаш себе си во непријатна ситуација. Да промовираш нешто против кое и тебе самиот ти личи на глупаво и со кој не се согласуваш. Кај нас нема така, кај нас секое мислење се цени, но тоа нема да го смени моето мислење за... Битната работа е дека затоа што нема централизирано место кај што можат да го прат своето влијание, работат на разбивање на кохезијата на движењето, со тоа што се обидуваат, например, мене да ме завртат против Леѓа да завртат против Никс да завртат против мене, ме разбираш? Значи пробуват на лична основа така да не формулираат. Јас сум против тебе на 10 теми, што не значи дека на тие 3 теми што сме седнале да ги промовираме, за кои сме овде, имаме разлика. Јас и ти ќе се скараме во моментот кој ќе имаме различно мислење околу трите догми на движење Бојкотирам. Тоа е поништување на преспански, поништување на бугарски и поништување на сите штетни закони произлезени од тиранската платформа. Ако за ова имаме консензус, а имаме на ниво на движењето, ја не морам да се сложам за перо ни за Америка, ни за педерите, ни за било што друго. И не ми е гајле, он си има свое мислење на темата, јас си имам свое мислење. Може утре да се степаме на некоја од тие други теми, но за овие теми ќе гинеме заедно. Тоа е и целиот концепт на движењето, кое внимателно го концепиравме вака, затоа што единствено вака може да функционира. Не може да носиме ние централизирани одлуки со кои сите ќе се сложат. Некој нема да се сложи со американското знаме на Петар, некој нема да се сложи со маскирната капа моја и со моите ставови за албанците, за геовите, некој ќе биде против, некој ќе биде за. Битно е дека овдека сите што седиме тука сме сватиле дека со Северна нема успех и дека Северна е единствен пример во светот каде што се понижува еден мал, достоинствен и илјадугодишен милениумски народ да се откаже од се тоа што е негова цивилизацијска и идентитетска придобивка. Ако ова помине, се ќе помине. Ние, за жал, како малечки и небитни на тој глобус светски, сме исправени пред најтешката борба што човештвото ја има. Дали сме сами? Да. Дали можеме да се избориме? Да. Каков е патот? Само храбро и само индивидуални напори, затоа што се, еве она што го кажа Петар, се што ќе направиме ние како некоја структура, многу лесно може да биде растурено. Еве ќе направиме некој си штаб во Битола и да речеме дека 500 луѓе ќе дојдат во штабот дента и ќе речат еј супер, ова ми се свиѓа идејата. Од тие 500 луѓе јас ви гарантирам дека 250 луѓе ќе бидат од двете најголеми партии кои само ќе чекаат да им намигне некој за да ги растурат. Тоа се деси со Солза Грчева, тоа се деси со Јанко Бачев, тоа се деси со секоја партија што претендира да пркне малку на политичката сцена. Им праќаат по наводно разочарани активисти од ВМРО, СДС, од тие големите партии од ДУИ и им ги растураат штабовите, затоа што никој од овие постоечки партии не ќе да го дели лепчето на 3. 2 дела им се доволно. И денеска најасно од 30 години независност е дека
во моментов разлика идеолошка меѓу партиите на власт и опозиција, во блокот на власт и во блокот опозиција нема. Денес гледаме од Блаже Ристевски некои обраќања, а неговата ќерка гласаше за Македонија, дека името ни е големо, дека името е идентитетот, а неговата родена ќерка гласаше за промена на името. Значи, тие се све не можеме ние да веруваме, затоа ние од работа, утре идеме са бајле сите на работа, сите оставивме деца и жена дома за да дојдеме овдека да поразговараме со вас. Затоа нашата борба е тешка, но сваќаме дека нема друг излез. Ние сме еден вид на камикази кои мораме да го правиме ова што го правиме и го правиме за идните генерации. Затоа што верувајте, што повеќе го одложуваме ова, тоа поќе се навикнуваме на Северна. А човек е најадаптибилното суштество во светот и верувајте, се навикнал на Антарктик, се навикнал на Африка, ќе се навикне и на Северна. Не смееме овој процес да го одложуваме ни секунд повеќе. И темата мораме секојаш да ја држиме жива. Не се согласуваме за 30 години да се поништи, не се согласуваме за 28 години, не се согласуваме во ЕУ. Неправдата и геноцидот е направен сега. Што побрзо го поништиме, тоа подобро за нас. Океј, мислам дека ги покривме сите работи, што сакавме да ги кажеме. Ако нема некој специфично некој прашање, без разлика за што е, нема врска, нека е по било кој. Имаш? Само момент. Ајде, 1-2. Ајде, здраво од мене. Јас сум Алекс. Јас сум Александар и сакам да поставам едно прашање. Тоа е околу индивидуалните активности. Ова му го зборувам и јас на мојот округ на луѓе, на мои другари, на мои познаници, и така натаму. И еден и единствен одговор кој што го добивам е и јас ќе му кажам, значи, треба индивидуално да, ако не, например, не да обиш услуга на шалтер, ако вам те паднат на испит, например, а не треба те паднат. Јас му велам, треба да се побуниш, треба да поиш да поразговараш. И ти ова ми го велат. И како би одговорен на ова прашање, во смисла дека тие ставот нивни мој дека нема ништо се промени ако само ти одиш и направиш нешто. Нема ништо да промениш, треба Тоа му е така му е зацртано во главата. Кога ги зборуваме за индивидуални активности, не мислат тие дека тие индивидуални активности многу луѓе треба прават, тие мислат на еден човек, тоа е проблемот. И се прашувам како би одговориле вие на ова. Јас ќе ти одговорам многу лесно. Јас сум еден од не еден, него јас ја почнав кампањата сам со 10 души на Твитер, бойкотирам 2018 што беше. Ја планиравме ние 10 души од март 2018 и чекавме да видиме како ќе завршат преговорите, за да можеме да изреагираме соодветно. Кога се појавивме ние на 4 јуни почна кампањата со една моја објава, сите ни викаа дека ние сме некој дечурлана од Твитер, дека ништо не можеме, тоа се само каштази, дека народот сам се пробудил или не знам што направил народот. Вистината е малце поинаква. Ако народот не влезе во институциите да си ја побара својата правда, од надвор викање пред зградата многу малку делува и многу малку индивидуалните напори, многу малку ти може да добиеш твоја индивидуална победа, но затоа за поголема победа е потребно обединување со идеја, околу идеја. Значи, ако имаме ние јасна идеја што сакаме да направиме, и треба да го направиме истото што го направивме за референдумот. Кога почна кампањата за референдумот бойкотирам со хаштаг, во тој момент немаше опција да не гласаш. Значи, едните вика ние ќе излеземе во голем број и ќе ја поддржиме европска во наводници Македонија, а другите вика ние ќе излеземе во огромен број и ќе гласаме против. Ние, некои будали 10 души, видовме дека ова оди кон еден пат, дека ќе излезат многу луѓе, овие ќе фалсификуваат едниве,
другиве немаат реална политичка моќ нити да го спречат фалсификатот, нити да го правно предизвикаат и дека тоа оди кон една улица, тоест да се гласа за на референдумот и да ги добиеме вечерта во 9 некои резултати што ќе ги наместат овие. Единствен начин да се победи референдумот беше да не се излезе, но луѓето не ја знаеа таа опција. Кога ние шетавме по градовите, вика, чекај, стварно може да се бойкотира? Да бе, викам, ако не искочат доволен број на луѓе, се поништува референдумот. Сега сме во слична ситуација. Ние мора од внатре, значи мораме да го победиме системот со системот. До сега на гласачкото ливче вие или немавте или беа минимални опциите што освен овие мејнстрим партии. Ние се обидуваме да го направиме тоа. На ливчето македонецот да има опција која јавно, јасно, гласно и декларативно се залага за поништување на овие штетни договори. Не утре, не за 30 години, денес, одма по преземањето на власта. Значи, затоа јас велам дека јас не ветувам дека направите ме вие мене градоначалник на Ѓорче Петров, па за 7-8 години и 4 мандати, кој ќе влеземе во ЕО, ќе се врати. Не, ја викам одма ќе го направиме тоа. Тоест, ќе идеме на варијантата дека ако не важи во Ѓорче Петров, не важи никаде. Фактички, Преспанскиот договор конкретно е ерга омнес. Ако не важи кај нас дома, не важи никаде. Затоа што има една земја во која не важи. Фактички не е за целосна употреба. Значи, од мене одговор е дека значи битно е да знаеме дека во земјите кај што ние мислиме дека некако системот функционира, не е точно дека системот функционира, туку ова ти што го збораш. Секој поединечен човек си ја бара услугата што мисли дека му должи. Ние треба да разбериме дека државната администрација, образованието, здравството, сите полицијата, значи сите работи за кои што ние ги финансираме за да тие се фактички услужни дејности за граѓаните. Не треба тие нас да ни завршат работа, туку се тие должни да ни пружат нас услуга. И тоа е нешто што нас после толку години живење во Југославија и како се вика во независна Македонија, не е во менталната матрица на луѓето да си барат услуга. Значи кај нас луѓето викат ако не правам многу галама, на шалтер ќе ми завршат работа, ако се расположени. Ме разбираш? А фактички според моето искуство, каде што јас живеев 11 години во странство, значи буквално шалтерските работници, административните работници се исто толку мрзливи и таму. Само разликата е дека таму секој еден човек, значи настапува од позиција ти си тука како услужна дејност за мене. Значи ти постоиш само за мене да ми направиш услуга, а не обратно, да се разбериме. И еве ќе ви кажам јас во Македонија. Вервајте, луѓето што работат во администрацијата во Македонија сакат да ви завршат работа, да се разбериме. Али тие се во една средина каде што екстра труд, залагање, лично пожртвување не се наградува. И тоа ги фактички му го убива духот. И кога ќе се соочат со муштерија, со граѓанин, што си ги знае своите права, што знае што да побара, значи буквално без исклучок ми завршиле работа и биле исто онолку професионални колку што мислиме дека нема шанси да бидат луѓето професионални. Што значи се зависи од односот на човекот према државата и тој однос стално треба да биде. Државата е тука за мене да ми биде услуга, а значи државата постои заради мене, а не обратно, да се разбериме. И тоа е нешто, ако ние истиот тој став го имавме и во однос на идентитетските прашања и сите други работи, никогаш немаше да дојдеме до оваа ситуација. Никогаш немаше да дојдеме ситуација ние да бараме нешто од некој друг, да бараме некој сојузник, да бараме некој поголем од нас, попаметен од нас да ни каже како да се организираме. Повелите. И ако инсистиравме на таа услуга на државно ниво, замисли, Европска унија ни вика, слушајте сега, вие сте Македонија, некои будали имаат проблем со вашето име. Ај сменете го, за да влезете во нашето друштво. Ние само требаше да им кажеме, дали за било кој
од постојните членки на Европската Унија постои ваков услов. Не. Зошто за нас постои ваков услов? Ние сме спремни сите услови што ги исполниле сите членки пред нас да ги исполниме. Правна држава, не знам, социјална држава, шо бараат таму за ВЕУ, тоа ќе исполниме. Зашто за нас е измислен дополнителен услов кој се нарекува одрекување од собственото име и идентитет. И ние со самото прифаќање на неправо, на неправно решение на проблемот, си направивме за нас слика дека ние сме банана држава која не гледа на законот. Зар мислите дека на Англија или на Шведска кои рекле, слушајте, све сте вие добри, социјална држава, вака, така, све добро, али финците имаат проблем со вашето име. Шведска одма и без понатамашно мислење ќе ги одбиеше за Европска Унија. Спремноста да се откажеш од достоинството не доведе до овдека. И видовме дека ни беше продавана приказната дека се што треба е да се откажеме од достоинството за да живееме добро. Еве се откажавме од достоинството, а живееме најлошо во 30 години независна држава. Значи, да повториме, курви никој не сака. Да беа курвите репер во општеството, ќе беа тие што ја раководат државата. Курви и курвалук најмалце се добри за држава како стратегија за нејзино делување во меѓународниот однос. Луѓето и другите држави сакаат достоинствени држави, па нека се и сиромашни, па нека се и мали. Достоинството многу вреди на меѓународната сцена. Видовме, курварлакот не води никаде. Јасно, ви благодарам за исцрпниот одговор. Имам и уште едно прашање, подпрашање на ова. Исто како ќе им спомнам, например, гласајте за било која друга опција, трета, например, истиот одговор го добивам, демек и тие исто ќе прават, например. Односно, голем проблем е недовербата меѓу луѓето на било која политичка партија. Во смисло, демек, исто ќе се прави пак, исто ќе се крада, ќе се она. Фактички, според мене имаат луѓето доста млитаво мислење за политичката ситуација, сакам да кажам. И со право. Еве ќе ти кажам конкретен пример. Значи, ти имаш една партија што на минатите избори се вика Глас за Македонија. Настапи со буквално нашите 3 точки. Значи, поништување, вака, така, и тие ги стави во програмата. Истата партија денеска е близо до коалиција со ВМРО ДПМН. Да влезе. Значи, чекај сега, сакаш да ми кажеш дека Мицкоски ќе се откаже од неговото за 30 години во ЕУ, или со Загрчева со 2 пратеници или 1 пратеник и 3 директорски места, ќе пробува да ја протне агендата. Во право се луѓето кога се предпазливи на вакви работи, и ние, еве со Петар имавме и со Никс имаше емисии за минатите избори парламентарни 2020, каде што викавме гласај на ливчето за се што не е мејнстрим. И Перо, ти мислам дека гласаше за Котлар, така? Он искочи и си го направи она што го промовираше на стримовите, си го направи во живот. Но денеска ја гледаме таа истата Наташа Котлар, како вика дека нема друг спас освен да гласаме за ВМРО ДПМН во некоја голема коалиција. Со право луѓето се предпазливи и ја би рекол дека гледајте, би го парафразирал ова, гласај за било кој, гласај за у стилот на оние речи ги криминалните филмови од 60-тите години, гласај за секој оној што гледаш дека се конфронтира за своите принципи со најмногу луѓе. Затоа што само тој ќе остане спремен и под поголем притисок на да речеме и позиција која ќе добие, да го издржи притисокот. Оние кои викаат, ајде сега сите сме другари, ај ќе забораваме Мицкоски шо збори, само да падне Заев, тој што ќе ви рече само да падне Заев, тој ви е непријател. Еве Заев утре ќе падне. Еве, ајде да претпоставиме денес се паднат Заев. Не постои Заев, не постои СДС. Доаѓа ВМРО да помене. Мислиш поблиску сме до укинување на Северна? Не. Јас лично не мислам сега. Една битна работа што сакам да кажам е дека ние, значи, цврсто мислиме дека не постои човек
Значи нема глупо е да го бараш честниот човек за да стане политичар. Затоа што било каков човек, буквално светец, да го ставиш покрај куп пари кои што се ничи, да се разбериме. Оти тоа се случва кога некој ќе добие мојк во оваа држава. Значи тој е ставен да биде одговорен за огромен куп пари кои што на се од многу луѓе и према тоа не се на никој. И буквално било каков човек ќе биде корумпиран во таква ситуација. И затоа во принцип ние не се бориме за, значи не збораме за ова е човек, ова е вистинскиот човек, ова е посебно чесен, Леѓа е посебно чесен, Петар е посебно чесен. Не, значи ние се бориме за систем. Ако направиш систем во кој што политички корисно е ти да бидиш чесен, фактички казливо е да бидиш нечесен, значи мора ние да работиме, тоа е нешто што ние го немавме нити во Југославија, а нити сега го немаме. Политички систем во кој што ќе има проверки на секој чекор за да се види дали нештото, дали државата постапува според правилата и законите. Значи еден чекор од тоа, ќе ви дам пример, беше воведено беше електронско наддавање, каде што не одлучува еден човек, туку има буквално електронски систем. Или на пример друг случај е системот за избор, за случајен избор на суди. Значи сите тие се чекори кои што одлуките ги земат надвор од рацете на луѓе кои што се корумпирливи, кои што се, значи секој човек има некаков порок, некој проблем, да се разбериме. И ја земат одлуката од човекот и ја стават во некој систем каде што системот нема да има никаква пристрасност, да речеме. И за тоа треба да се бориме. За систем што функционира, а не за вистински личности. Значи, ние гледаме, еве, па сега ќе кажам за Америка. Значи, буквално лудак, како Трамп го кладоја и работи системот. Значи, не може да го сруши тој системот заради тоа што тој еден човек е лудак. Еве сега кладоја зомби да биде председател. И пак некако работи систем. Ме разбирате, значи кога ќе се постави системот, тоа е тоа што земите на кои што ние се огледуваме го имат. Немат тие почесни луѓе, само имат пофункционални системи, ништо друго. Само сакам да ме подсетам дека ние 30 години не владаат две партии. И со дуи три. Секогаш кога едните се во опозиција викаат: вие многу крадете, кога ќе дојдеме ние ќе видите вие како ќе ви затвориме. И другите кои ќе дојдат викаат: вие многу крадете. У принцип сите многу крадат, никој никого не затвара. Зашто? Затоа што системот не функционира. Ти имаш човек што реално го знаеш, направил тоа и тоа. И се прават фелтони за таа работа. Ова го направил. Ја ви гарантирам дека ако дојде Мицкоски, прво нешто што треба за да го спроведе оној систем кој го сака функционален, правен, правдата да дојде, прво треба да го суди Заев, затоа што на референдумот даде непотпишан договор од Ѓорги Иванов, тоест невалиден договор, да го стави на гласање на референдум. Непостоечки е договорот од Преспа. Затоа што е формално правно не е запазена процедурата за негово носење. Дали мислиш дека ти првото тоа ќе биде нешто што ќе го направи Мицкоски? Не. И он самиот се вика: економија, вакво, онакво, лижавчиња, па ќе чекаме 30 години. Имаме многу луѓе, за Груевски слушавме басни, 5 милиарди, 8 милиарди, 12 милиарди. Еве го Груевски во Будимпешта и е осуден само за едно дело кое буквално гласи уживање во непотребен луксус. Значи купил кола која е непотребен луксус. Па во 12 години тоа беше најбитното дело. Системот не функционира и не очекувајте некој друг да дојде што сега се заканува, ќе ги казниме и да го реши тоа, затоа што ќе работи во рамките на истиот систем кој и порано и сега не функционирал и во иднина нема да функционира затоа што е поставен на криви нозе. Не верувајте на луѓе кои буквално 10 пати до сега ве излажале. Еве, земите си изјави на Мицкоски, на Заев, на Солза, на Бачев. Сите тие во минатите година дена минимум 10 пати ви излажале. Минимум. Прочитајте по порталите. Ние тука решивме, и тоа е еден од нашите стандарди, дека ќе ја кажуваме вистината колку и да боли. Не е убава вистината. Ама
мораме од негде да почнеме. Со лажговци нема да имаме ни Македонија, ни ЕУ, ни ништо. Јас како индивидуа, затоа што единствено таков став можам да заземам, јавно кажав пред недела дена, со оглед на сите работи што се случија во изминатиот период, дека јавно станувам евроскептик и јавно, кога би ми била дадена шанса, би се откажал би ги стопирал преговорите со Европска унија од чисто причини кои ги нарушуваат нашите загарантирани човекови права со законите и во Обединетите нации и во самата Европска унија и станувам евроскептик. Так. Јас сакав само да додавам на муабетот на Леџа за евроскептицизмот. Значи, никој до сега не се најде човек, политичар во Македонија, отворено и машки, да им постави прашање на Европа, нели е вашиот основачки договор прифаќање на различностите? Кој е проблемот со прифаќање на и на самоидентификација? На што е да? Кој е проблемот со нас, македонци? Зошто тоа не важи за нас? Никој го нема тоа прашање, никогаш. Само македонците немаат право да се самоидентификираат. Само ние нема. Ако ви треба некаков одговор зошто е тоа така, ви го кажа еден скорошен беше на форумот за Преспа, мислам, еден холандски амбасадор. Да, ви даде многу добро објаснение зошто е тоа така, затоа што народите на Балканите никогаш не сакаат да си ја земат судбината во своји раце. Постојано чекат некој да им каже нешто или работа да им ја свршат политичари кои што се штанцани по шаблон, кои што се образовани, обучувани по Европа, кои што се спремани да бидат она што се денес, полтрони. Така не очекувајте од такви луѓе дека нешто ќе се смее. Она што го зборев преска. Она што го зборев преска. Македонија како држава не ја повика Европската унија да го почитува стандардот кој сама си го задала. Дека нема да влегува во идентитетски проблематизирања. Дека секој во таа Европска унија има право да си каже што е и како е. Дали сега тоа значи дека ние утре, ако влеземе во Европска унија за 5 години, рецимо, со ова име, ќе имаме право да се викаме македонци? Не, затоа што си подпишал договор со друга членка и фактички ќе бидеш прозиван како растурач на Европската унија. Па што бараме таму ние? Ако не можеме да бидеме како сите други членки и ние, што бараме? Значи, на нас се гледа целата хипокризија на Европската унија. Само македонците немаат право од цела Европа на својот идентитет, затоа што на некому внатре во Европската унија тоа му пречело. И неаргументирано го проблематизира. Сега имавме добар пример на пријателството на Заев и Ципрас. Заев вика, еве гледате како иде супер преспанскиот договор. И Ципрас му вика, ама недоволно го имплементирате, уште на школите стои негде Република Македонија. И овој поданички му вика, па добро, сега у наредниот период ќе ги тргнеме. И сега овој нашиот не се дрзна да го праша, чекај, кај вас? Уште на таблите што ви пишува таму? Скопје? Како беше оно мемето? Со северниот сосед. Значи, пази, ти бара почитување на принцип на договор некој кој самиот тој ист договор не го почитува. И затоа велам, Северна се руши лесно со едноставно игнорирање на договорот. Како да не постоел. Си враќаме табли, си враќаме знаме, си враќаме све. Што може да направи Грција? Да тужи Бојром. Повелете у Хаг и кажете им како вие имате право на друга земја да ја кажете како се вика. Објаснете правно зошто вие имате право, затоа што ваша територија постоело што се викала Македонија. Па што? Ние се викаме Република Македонија, што е доволна дистинкција од територијата. А да не навлагаме у историски паралели чива е таа територија што се вика Македонија и од кога се вика Македонија. Сите знаеме дека до 89-та зборот Македонија беше забранет во Грција. Тоа ме беше поентата, значи во Грција не се ни вика територијата Македонија, се вика централна, западна и источна Македонија и Тракија се регионите.
ако ви е полесно, можеме да направиме кралство Македонија, како што вика Никс, кој многу ќе има дистинкција од територијата Централна Македонија, што се вика у Грција. Значи тоа е еден од излезите кои ги нуди наш активист. Значи кралство Македонија е доволна дистинкција. И мислам дека доволно ви го, ако имате уште нешто да прашате, повелете, ние си кажавме што имавме. Pero нешто ти да немаш да додаш. Не, мислам дека тоа беше тоа. Пала ви на сите што дојдовте. Се надеваме дека следниот пат ќе не има појке. Ако некој сака да не следи, ние имаме 3 пати во неделата стрим на Facebook и на YouTube. Се вика Движење Бойкотирам, најдете не на Facebook, на YouTube. Најдете го Волкот. И за крај само ќе кажам дека значи Нема да се откаже. да, нашата борба не е за еден ден, не е за сега, не е за еден месец, не е до следните избори. Ние не знам, може да не знаете само момент, може да не знаете, ние и на парламентарните избори се обидовме да излеземе со избирачки листи, не успеавме, многу луѓе ни прогнозираа распаѓање и пропаст тогаш, ама ние, значи без разлика колку добро или колку лошо ни оди, што викаше Митко на времето, едно врапче ако остани ќе седи, буквално ќе го кажува она што никој не ќе да го слушни. А тоа е, ова е Македонија, не е Северна Македонија ова. Значи смрт за Северџанистан. Тоа ќе го кажам. И фала ви уште еднаш што дојавте и ќе се гледаме на следниот пат, значи јас се надам дека ќе можеме поќе пати во Битола се совериме. Ако сакате да ни помогнете, раскажете му на роднина, пријател, било кој, многу тешко се пробиваме низ медиумите кои што се под контрола на партиите и затоа сме само на интернет. Секоја ваша препорака на луѓе што ги познавате, значи може ќе значи многу и ќе ни возможи да стигнеме до поќе публика. Значи не сме ние, ќе запремете дека никој од нас не носи сако. Значи не сме ние класични политичари, никој од нас не се занимава со политика затоа што тоа ни е амбиција во животот. Сите сакаме со друго нешто да се занимаваме политика. Сите ние на последните нормални избори од 2016 си гласавме и очекувавме луѓето да настапуваат во наше име, ама затоа што видовме дека тоа не се случи, не ни остана никаков друг избор освен ние да се станиме и во слободното време што не го трошиме со фамилите и со нашите професионални занимања да го правиме ова. И не ни е мака, немаме друга работа, значи ова е нешто што е генерацијска борба на македонскиот народ и дојде на нас ред сега ние да ја носиме. И да, потешко е, позафркнато е, посилни се непријателите, поорганизирани се, позафркнате е светот, не е поќе толку лесно, али значи не смееме да се откажиме. Ја знам за сите тука и за сите што ги знам што се во движењето дека значи тие се луѓе кои што се многу тврдоглави и ќе терат работата до крај. Фала ви уште еднаш на тоа што дојавте и се гледаме во некоја следна прилика. Ќе се поврткаме ние тука уште малце ако сака да ви кажам и за маиците, многу не зафркават зошто не делиме маици, туку ги даваме маиците за возврат на донација, условно речено ги продаваме. Тоа е затоа што никој нас не финансира. Да се разбериме, ние сме луѓе кои што буквално од собствен джеб и со да речеме со по некоја помош од таму ни така работиме. Значи ја немаме ние инфраструктурата на големите партии за да можеме да настапиме како нив. Фала ви уште еднаш и се гледаме. Ајде, Леđа, ако сакаш ти да... Добро. Фала му на Леđа што дојде од Скопје, специјално. Чекаме да организира нешто во Скопје сега. Фала му на Игор. И ти од Скопје дојде. Од Неготино дојде, добро. Фала му на Игор што дојде од Неготино. Се надевам дека и таму ќе организираме нешто. И фала ви на сите вас. Ето. Никој нема да ја врати Македонија, дури да застанете на ретото, не прифаќаме. Тешко е, лошо.